Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Сашко, добре дојде во Хитмејкер. Добро те најдов. Не можам да ти опишам кој е моето воодушевување секогаш кога ќе го слушнам твоето име. Едноставно си човек кој што е вечна инспирација за секој што е љубител на убавата музика. Ти благодарам. Ти благодарам многу на поканата. Некако се бркав на изминативе 3-4 месеци да се најдеме, но... Види, јас знам за кој треба да е човек упорен. Што работеше? Што беше толку запад? Јас знам од прилика, ама... Па, во принцип, некако почнав многу професионално да се занимавам со компонирање на театарска музика и годинава правам некои си 15 години јубилеот стартот на компонирање во театар. И некако со задоволство би кажал дека ме проголта таа црна магична кутија во театарот и започнав многу интересно да си играм со текстот, со епохите, со времето, со моите согледување на сликите, како јас ја доживувам и ја гледам музиката, за подоцна да стане како медиум кој се слуша подоцна. Така, глобала театар. Театар. Да. Значи те надвладеа театарот од рок стејџот. Па да, реално можеби не сакам да звучам негативно, но Ма ја одма знам што ќе кажеш. Не мораш више да убедуваш никого да доаѓа на проби. апсолутно. Така? Тоа беше првиот проблем. Дека цело време се обидував да создадам семејство. И знаеш и ти самиот милион бендови си имал. Не можеме да очекуваме секој да е толку приврзан кон она што го работиме. Да, Некогаш ќе наидеме на екипа, Да. но тешко се одржува. Да. Перцепцијата која си ја создаваш дека овој пат ќе биде идеално и дека ќе направиш и ја најде твојата екипа за цел живот, го основа семејството како бенд е тотално лажно. Да, од четворица се погодуваат двајца со кои ќе соработуваш цел живот, но мислам дека на работите не треба толку да се гледа страствено и Јас искрено мислам дека малце утопија твој бенд да биде семејство твое за секогаш, бидејќи ти си мислам дека си прешарен, преразличен, преширок за да може тоа да влезе во еден калап на еден состав, исти луѓе. Па Мислам да. дека постојат толку број на сашковци колку што постојат инструменти што можеш да ги фатиш во рака. Па да, една меѓу од причините е тоа дека јас напредував напред, можеби ќе звучи невкусно дека јас секогаш стремам да напредам, додам напред во музиката, да истражувам и да експериментирам. Без разлика дали тоа ќе биде успешно или нема да биде успешно, јас никогаш не сум се замарал, никогаш не сум сакал да создадам хит, па некои од бендовите викаат кога станавме популарни со една песна. Јас никогаш го немам тоа како
нели, ќе направам сега една песна, ќе станам популарен, па подоцна да си го терам мојот кејф и мојот рад. Значи, може би си бил поштеден од таков миражен успех. Да. Мислам дека секој сака 2 минути слава во својот живот, нели? Сите копнееме по тоа да не видат на камери, да не видат на спотови, да бидеме рок звезди, да на подоцна како старееш, созреваш, сваќаш дека мирот ти е најпотребен за да се развиеш во музичар како што посакуваш да бидеш. Јас не би можел да замислам кој би можел тебе да биде, например, бубњар. Пошто ти си за мене можеби најдобриот бубњар во Македонија, бидејќи ја лично бубњари што сакам, тоа се например Лени Кравиц, Шака Кан, Стив Вондер, Така, да. Принц, Да. па дури и Џастин Бибер. Да. И би те ставил у таа категорија на бубњари кои што се целокупни музичари кои што додека свират, додека лупаат свират и ја имаат целата песна во глава, отколку, знаеш, бубњарско клише. Едино можеби, не знам, ја би го ставил Ади и Мери да ти биде бубњар. Мислам дека он би можел да се снајде. Он е одличен со Ади и Мери, да ти кажам, некако се кандисуваме 4-5 години да се најдеме и никако не ни успева. Он има работа, јас имам работа, некако се забораваме и сега пред нова година му пишав као, викам, брат, дај да се најдеме, да работиме, осеќам дека нешто ќе се деси меѓу нас. Гледаш како сум ве поврзал. Да, апсолутно. И да, Сашко, јави ми се кога ќе се ослободиш и ете, будала, уште му се немам јавено. Така да, ако гледа Ади, ќе ти се јавам, да знаеш. Али ја го замишлям за бубњар. Ма јас го замишлям за се. Некако делиме некое лудило што никогаш го немаме споделено. Некако се така на GMC ќе се најдеме со Мугер Фугер. Исто кога работевме на промоции на албуми, јас бев таму тапанар. Па кога дојде ред јас да испеам 2-3 песни, Ади и Мери тропаше на тапање. Да. И така сме се нашле некако джем сешн во создавање на туѓи аранжмани, нели, за аранжмани за туѓи бендови, други бендови, но никако не го спомнав и Джек Уајт ми е дека ми е омилен. Джек Уајт е, да. Да. Така да со Ади и Мери би требало... Дали има разлика у песните, она што реков, колку инструменти можеш да фатиш во рака, толку сашковци. Дали различна музика ќе излезе од тебе? Доколку компонираш на пијано, Апсолутно, гитара, секогаш испеа поразлична музика, но секогаш кажувам дека јас сите инструменти ги гледам како тапани. Значи, мене секој инструмент ми е ритам, нели? Например, што значи ти ако истропаш еден такт на тапани, можеш и на труба истото да го направиш. Истото го свирам на клавир, истото го свирам на конги, истото го свирам на саксофон и на гитара. Значи јас гледам да направам некоја си полиритмија која има различна сонична вредност, сонична разлика. Во смисла гитара, труба, сакс, а дека ти кога свириш, нели, сакс звучи терат, паридирубара, па парабара. Тоа се е тапа. Тоа се е ритам. И многу добра мелодија и си завршил работа. Така си завршил работа, се разбира и хармонски. Нема. Така и Джеймс Браун се слушал како ритм. Апсолутно, мене тоа ми е првенствено. Јас секој инструмент го свирам како бубњар, како тапанар. На што работиш во моментов? Во моментов паузирам од театар, немам некакви ангажмани посебни. Ми се јавија за прв пат, можеби ќе соработувам, ќе работам на долгометражен филм, кој што е во процедура на апликации, не смеам да откривам што како што. Тоа го чекам, искрено ти кажам, Алекс. Во филм имам работено само со Бојан Зафировски за Омнибусот, јас сум од Скопје. Скопје ремикс беше, таму бев и главна улога во неговиот дел во филмот. Исто со Дамир Козоле работев во Словенија, но тоа беше као... Срđan не работеше на тој филм? Да, и Срле работеше на тој филм, но таму музиката мислам дека ја правеа новоградска, Игор и компанија. Па и Срđan мислам дека и он влезе во тимот на композитори.
така да го чекам филмот, конечно сакам да влезам во долгометражен филм и да се пробам, зашто мислам дека од секогаш сум сакал да влезам во филм, но не сум имал можност. Мислам дека станува збор дека не сум ги имал правите конекции. В смисла, не сум лик кој што ќе се јави и ќе побара помош, сакам да работам на филм, сакам не, доколку се јават. Музиката за филм е сосема поинаква алатка. Апсолутно. Она што е, да кажеме, вон било каква музичка теорија, обичен класер на клавир кој ќе мамнеш, кој што прави хаос од аликвоти, тоа е само некакво созвучје кое што буди одредено чувство. А во филмот манипулираш со чувства кои што ја поврзуваат, ја дообјаснуваат сликата. Така. И ти отвараат многу повеќе алатки од она што е само песна која што треба да иде на радио или на грамофон. Поистражувачки би рекол, правиш по слика, правиш, тоа вчера го правевме баш со Кети и со Фајк, викам немојте да ме сватите погрешно, но гледаме гениален филм. Извади музиката. Што се случува? Актерот си глуми, не си глуми, флет, нема емоција, самата музика, нема... самите тонови и фреквенции се бои. Абсолютно. Така да спојката на тие бои со спојката на сликата, Добро, само кажува кога се поклопува. Така, тоа си повеќе сектори, нели? Актери, на светло, на дизајн, на свашта, така да и само едно микро парче од целата... Вака ќе еден челендж. Нели додека снимаме, наснимаваш. Така. Мора да постои процес на дедукција на крај. Да видиме што Така. нешто е вишак, да го извлачиш скроз, меѓутоа у моментот што е вишак, па ќе се појави можеби понатак. И у тој вишак све, што би избацил? Чинели или гитари? Гитари. Гитари, од секогаш сум имал проблеми со гитари, кога ќе направам еден зид од гитари, не може да излезе фус на површина, не може да излезе... Блиски се со рейндж. Многу се блиски и цело време се трудиш нешто да отупеш, за да дојде до... Лева рака на клавиатура или бас? Мислиш лева или десна? Лева рака од клавиатура или бас гитара? Бас гитара. Зборам што ќе избациш. Значи, Клавир. клавирот го пи. Лева рака бас. Да. Зашто би се одлучил сега во моментов да работиш албум? Англиски или македонски? Македонски дефинитивно. Веќе конечно сватив дека... Заврши со англиски. Завршив со англискиот, да. Иако е многу полесно, у принцип секогаш се фаќам за англискиот затоа што е геро и не е интересно више. секогаш на крајот доаѓа текстот во англискиот јазик. Као ќе испеам демо, boy. И после уствари само бараш зборови и се прави англискиот текст. Но додека во македонскиот треба многу повеќе размислување, треба многу повеќе... Тргаш од суштината. Апсолутно, да. Сега веќе немам проблем, некако тоа ми се деси во Бугарија сега. Работам веќе 3 представи со Дијана Добрева и ми вика како би ги правиш сонговија на бугарски јазик за ала минута. Као викам, не знам, ми одговара, ми е окей, читаш текст, познаваш метрика, знаеш ритам, знаеш си, некако го правам, пак ја повторам, како тапан. И сето тоа излегува. И сега кога испајам, ми вика, ми треба сонг. Викам, окей, остај ме да размислам. Ми вика, сега, пеј. Викам, Дијана, не можам сега, јазикот ми е малце чуден, нели, акцентите се на различно. Пеј, и пеам. Што нака, пеам и сонгот излега. Дали тоа твое навраќање на македонскиот јазик ти го на некој начин ти влијаеше Ана Стојановска? Не. Јас сакав да направам македонски албум, започнав сам да се консултирам со Ана и да речем те молам помогни ми, јас заглавувам. Еве ги моите идеи. Помош. Се борам, се трудам, се тепам тука со македонскиот ЧЧЖ, не излегуваат некои работи.
па ќе напише, па ќе го врата, мана не бива ова, па не бива она, па не бива она и на крај се најдовме. На крај убавината е во тоа чччшт. Апсолутно. На македонскиот јазик се трудиме да го избегнеме, но Да. сваќаш дека тоа е тоа што е негова карактеристика. Точно. И нема Така е. потреба да се обидуваме да избегаме нешто што е. Нема потреба, бе, види ги ти, слушни ги шпатош лагериве, тоа звучи перфектно. Нели? Бразилијана джезиера, внатре македонски текст и звучи совршено. Совршено. Значи нема потреба, ние го знаеме тоа дека функционира. Само претпоставувам дека ако си малце подобар пеач и позахтевен, у смисла не можеш толку полесно да се изразиш во македонскиот текст. И сега доаѓа до некој Валери да го смачкаш текстот па да го продолжиш, и тоа звучи малце чудно, странно. Но ако се трудиш, излегува и тоа. Колку паѓаш во искушенија на модерниве трендови користење на AI? Јас тоа презирам. Не можам да го замислам светот само со тоа. Бидејќи ја не можам да го замислам твојот вокал без најубавиот фалш. Ма човече, јас сега кога работим во Бугарија со Јавор, он е одличен дизајнер и кога ги свириме, ги пееме Во позитивна сонговите, смисла фалш зборам. апсолутно. Ете тоа е моментот и му викам, значи јас у принципот кога го се запознав со тој аутотюн на Антарес, јас го одбегнув. И цело време со Аднан разговарав, му викам, Аднан, те молам, не ми ставај аутотюн, значи не сакам да звучкам, не сакам, едноставно многу е пооргански, ќе те сватат луѓето дека тоа ти е целта. Можеби и тоа е поентата, нарочно да го испееш. Зошто мора вокалот во темпериран систем да пее? Ма нема потреба. Сега, нели, се разбира дека гитарата ќе ја наштимаш, басот ќе ја наштимаш, клавирот мора да штима. Значи ти одиш врз веќе наштимани, темперирани инструменти и сега зошто и ти да звучиш како робот? Значи тотално нема потреба. Јас и гитара кога снимам, сакам да ми биде несовршено наштимано, у смисла ми дава хорус, ефект и ми дава подобро стерео, ми е многу пооргански. Во последно време снимам овие 5-6 години веќе без метроном. Тотално гледам Оставаш да те поведа. Апсолутно, гледам органски да ја исфрлам таа музика и мене ме многу волку ќе си ја слушнам грешка да ја се насмеам. После тоа немам проблеми да биде. Зошто? Ако сакаме ќе работиме електронска музика. Виде метрономи пред компјутерите, немало метрономи, секогаш е имало аналогни, нели? Неколку бита побрз рефренот од строфата. Но тие аналогни метрономи се употребуваат за ти да се усовршиш кога ќе станеш зрел музичар за да излезеш да свириш без метроном. Да, тој за аналоген вежбање, да. те прави тебе да не бегаш од ритмот, да не бегаш од темпото и да е тоа совршено без ти да го слушаш. Јас додека тропам, во мене пулсира метроном. Немам потреба уште еден дополнителен клик, клик, тик, так. Така да, и поврзано со аутотюнот, кога ќе видам вокал на пиано рол како се мести, мене ми паѓа крзното. Иако сум ќос, како би се рекло, немам влакна, не го може, истина. Па, денес бубњари, текстописци, сите станаа композитори. Да. Во суштина, сите станаа промптери. Да. Каде што тоа е меѓу со двеоштрици, дури и музичар, сериозен музичар, да падне на искушение да промптне, бидејќи лесно може да стане мрзелив. Да, тоа е и суштината. Да станеме мрзливи, да станеме глупи. Да немаме собствена идеја, туку да ги реализираме песните со сакам таранатата тарарара плей и да имаш цела композиција. Не, поентата е да се намачам, да го добијам продуктот кој што сум го замислил и никако не можам да го остварам. Значи, за мене тоа е поентата. И ова е скроз досадно, веќе почињам и во театар да слушам вештачка интелигенција музика.
Значи, мора да ја осетиш таа убавина да си композитор, пример, си работел песна вчера, меѓутоа денес додека возиш, да ти дојде момент, да бе, тука пауза Апсолутно. треба, овде вокали да се појават. така е. И затоа го употребувам и рекордерот од мобилниот, туку не употребувам Suno, не употребувам туку рекордерот обичен на телефон, употребувам за да не го заборавам, пошто веќе од 300 работи се заборава, знаеш. Ќе дое дете, тато, летни идејата. Суно е за готовани. Тој е за презир. Ќе се досади. Па, сега разговаравме, викам, окей, ќе направиш на Суно еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати, и на 6-тиот пат ќе си кажеш самиот, ова не сум ја. Така е. И почнеш да бараш смислата на сето тоа. Сето тоа може да звучи се перфектно, но во исто време звучи и генерички, веќе чуено. И сите исто звучат веќе. Нема нешто те вака на интернет кога слушаш. Меѓутоа, дали може би се во ова што се случува не ослободува да отидеме и кај што не сме биле. Баш за инат, баш дека сега е моментот да направиш нешто што не може да му текне на Суно. Па не ни му текнува. Па не може да му Знаеш, текне. веќе тие се 4-5 вокали како што слушам, тие се Ама баш сега е моментот кога Майкл Джексон. можеш да си дозволиш, еве, ќе направам нешто што не може да му текне. Апсолутно си даваш предизвик. Со тоа и повеќе вежбаш, со тоа и повеќе се надоградуваш сами од себе си. Другачи changes може да Апсолутно. направиш и на темпо, На се. тоналитети, На се. стилски, half beat, double Да. beat, Да. сите можни алатки. Знаеш како Ти се на добро со една располагање. друга разговаравме, он употребува доста. Јас се сложувам со идејата дека доколку имаш конкретна идеја и доколку имаш музички вокабулар да составиш една композиција, например, му кажеш јонски дорски модус, сакам да има комплексна ритмика у 7 осмини, па после да идеме на 11, да одиме у 9 осмини, па ова, па она, знаеш, тоа е у реду, да, може да излезе се. Но ја додека го губам времето да му објаснам на Суно што сакам, па ја ќе Ама пак он ќе спакува нешто што он ќе си умисли Суно го сака. и пак глупо нешто ќе биде, и после нема ќе баш губиш тоа уште што си 3 му месеца, кажал. ајде молам тромбонот, ако сакаш долен регистар, нешто ќе се молиме сега со Суно, да едино од друга страна е тоа што, например, ние немаме можност, ја многу тоа ми е криво што никош не сум имал можност да работам со оркестар. Да имам искуство да работам со оркестар. Мислам дека тоа ни следува како изградени музичари, да те викне некој да ти рече ајде да те видиме, испробај се. Чисто е ти 50 луѓе, да видиш што ќе направиш. Да не останеме на партитурите на факултет. Апсолутно. И да не останеме со тие миди, знаеш, кога работев за представа работев во МОП и ми дадоа 20 луѓе хор. И дојдов, као дечки вака, мене музиката ми е готова, но дали би можел да ве замолам да ви ја дадам музиката како аудио, да ја преслушате и да работиме по тоа. Рекоа, нема шанс. Ако не ни ја напишеш ти музиката, своите на партитури, ние раскинуваме, беше некое летно време, требаше да одне колективен одмор, ние како продукција ги окупиравме, тука беа многу нервозни. И сега работам нешто со Мегленски хорот, тоа ќе треба да биде септември, таму спремаме на композиција. И моветот ми беше дека ми требаше долго време да се вратам како пишувач на партитури, веќе сум заборел, знаеш, почнав, си свирам дома, не се замарам со нотен запис, да, распишувач, средно дактилографско. И се вратив некако за 2 дена, дојдов со нотите и ми вика, значи си може, да можам. И после, проблемот беше во тоа што јас кога влегов во материјалот, секоја проба и менував, и нафрлав, и ми вика, Сашко, ти многу се опушти. Тоа е мојавето што го разговарам, дека на сите ни треба искуство со оркестар, на сите ни треба искуство со хор,
Зашто едно е јас го замислувам како би го испеал хорот, а друго е кога хорот ќе ми врати еден фидбек, во мене ќе речам, аха, сега дечки, само ќе ве натурам со плюс информација. Па ритам ченџер. Од дете на дудинка. И така ме гледа, знаеш, као, погото девојките. Као, почна веќе да не растураш, те молам, ќе затвориш ли проектов, као, уште една недела премиера, јас уште додам, викам, извинете, ама, вие ми го дадате, многу ми е убаво со вас. Тоа е мојавето. Да. Едно е идеја, друго е партитури, миди е сосема нешто друго, Да. а реални луѓе, реални музичари, реални регистри на инструменти и темпри на инструменти, стварно треба многу искуство за да ги откриеш сите регистри и сите темпри на секој инструмент во секој регистар. И сето тоа е, пак ќе кажам, алатка. Како да дојдеш до одредени сонични решенија. Точно. Да ја скршиш бариерата на ноти и акорди, туку веќе да почнеш да работиш со тоа што го имаш и да бидеш креативен. Бидејќи не е битно што свириш, битно е како го свириш. Како? А многу често на музичарите мора да им кажеш како. Да. Бидејќи они ќе го одсвират, она што кажа бубњар иду бубњарско клише, Да. саксофонисту саксофонско клише, ама мора некој вон саксофонот да му каже ај пробај. Така е. Па не Ќе знаеш те гледа чудно, ама на крај Да, ќе рече дека има добар производ од сето тоа. Да. Па, знаеш како и кај тебе се случи тоа? Значи, јас кога ќе те викнам на гости да ми отсвириш гитара или да ми отпееш, ја не те викам, пошто мораш да го свириш тоа, јас како што ти кажам. Јас ти викам тебе зашто имаш посебен печат и сакам твојот печат да стои на моја трака. А не да се убедуваме. Да, ти да. кој ми ја прати, јас слушав се што не треба да отсвира. Така. Јас така ја слушав песна. Еве Сашко ми прати. Слушнав, значи вака не. Така, апсолутно, тоа е твој печат, за тоа и таа соработка. Излегуваш од рамките на Македонија, и си ја спомна Бугарија, беше Кореја. Да. Да. Со кој проект беше у Кореја? Во Кореја сум веќе 5 пати, имам 5 премиери таму, 3 се работени со корејски режисер, со Сон Јонг Сонг. А додека на првото запознавање со Кореја беше јас и Васе Зафирчев направивме на еден перформанс кој се викаше Шумата на моето дрво. Бевме во Романија на фестивал, таму освоивме награда и тука не запознавме со корејците, па не поканија. И после тоа веќе продолжив да соработувам со корејски режисери. И сега последниот пат, минатото лето, бевме со Пројковски, работевме Електра. И тоа се деси еден супер проект. Пак, највеќе ме викаат за да свирам во живо. Секогаш, кога идам во Кореја, ме употребуваат како музичар кој свири во живо за време на театарските представи. И некако се фасцинира на тој звук што го имам, нели, не знам колку знаеш, имам направено веќе 10-15 мои собствени инструменти, рециклирани контрабасови, кеманија со гудало, па сечав некои цевки, па ги штимав да звучат у перфектен штип. Некако си се заинатив и сакав да се Јас гледав еден краток филм за човек што прави инструменти. Беше на Маке Докси, не знам каде беше. Ali ovo za tebe ne го знам? Да, го работам веќе 10 на 12 години, некако престана со тоа да се занимавам, некако ми беше тешко, зашто ако треба да излезам да патуваме, последниот пат на Кореја, во Кореја на аеродром ми се смеа до со канти, со оцирење, дојдов со шипки, дојдов со цевки, со такви масажери за глава, знаеш. Патничка торби ми вика, шо е во? Отпад. Викам, ова се инструменти, нема шанс ми инструмент. А викам, други инструменти се, ајде. И како тргаш, кој ти е појдена точка за инструмент? Па не знам, ете сакам, например, вибрафон, зимам цевки, ги штимам со сателит. И тоа е мојавето дека се заинатив, дека сакав сами од нас себе да си докажам дека тие цевки можам да ги наштимам перфектно за утре кога ќе свирам со клавир да звучи. Значи да не биде само нели цевки мала дечкото, не знае ни каде е ни шо е.
Че во смисла цевки свирам, но знам дека сум у АМО. Свирам кемане, знам каде сум, зошто сум. И така да почнав некој да правам харфи од И кога ќе направиш Да. таков инструмент во одреден штил и така натака, дали тргаш од она што ти е знаење или веќе те обзема инструментот и продолжуваш со интуиција? Па јас знам секогаш да се радувам како мало дете на сите инструменти. Не се замарам со теорија, не се замарам со познавање. Оставаш да те води инструментот. Едноставно оставам да ме води и викам секогаш, нека не ми замерат, дека сум како ѓуптинче, како циганче, зимам инструментот и го свирам. Ако не го знам, јас се фрлам 100%. Можда знам, не сум пробал. Не сум сигурен. Да. И секогаш апроучот ми е таков. Дека се радувам што сум допел нов инструмент, нова гитара, нов сакс, ете сега си купив саксофон, свирам сакс. Сакам наредно контрабас, уште да си купам и фали. И така секогаш се радувам. Никогаш не влегувам у смисла не знам да го свирам, нема да успеам. Не, секогаш сум најдобар. Ето такво ми е чувството. Такво ми е чувството. Тоа е убавото чувство, кога влегуваш во нешто што не си сигурен, Така. што не знаеш што те чека, Да. бидејќи ако резултатот ти е однапред познат, зошто и да... Тоа си дигитрон, Да. калкулираш само и работиш математички. Јас тоа мислам, ако го немаш она неизвестноста која немаш кога нешто Да. почнуваш, џабе го работиш. Да. И возбудат. Возбуда, многу возбуда. Сашко, ти благодарам неизмерно што конечно се видовме. И јас ти благодарам. Задоволство ми беше што седам до тебе, што сум твое присуство, голем фан твој. Моите деца многу те уважаваат, Крики прашина на памет ја знае, цел албум го знае. Едноставно, само продолжи да работиш, немој да се откажуваш и од сонгови да ги наречам. Не се откажувам. Бидејќи театарот е супер, супер е за тебе, супер Така е е. за тие што се во театар, но дај малце и Да, за да. оние кои што не можат да Ти кажам, да искрено, стигнат да те почна чујат ми- во театар. Да ми недостасува таа клубска сцена и концертна, знаеш, веќе сум изморен да бидам во применета музика. Сакам конечно баш со Андреа направивме едно трио со Славо, не знам колку има време сега. Андреа од Со Прилеп? Андреа Мирчевска, Да. Славчо Коцев на тапани, јас свирам тенгдрам, клавир, конги и пеам. И некако ми дојде добро, направивме една проба и завчера свиравме на джез фестивал во Неготин. И толку добро поминавме. И викам, луѓе, дај да се наоѓаме, ми фали луѓе со кого можам да ја менувам енергијата, да свириме. И сега мислам дека ќе се втурнам во таков експеримент, да сакам со многу луѓе да соработувам, да почнам да снимам, да правам бендови. Као не си соработувал, па е да почнеш. Сум соработувал, ама сакам пак да се вратам, некако се засолив, соло станав и знаеш кога ќе бидеш задоволен сам од себе и си викаш, ајде да не викам сега луѓе и јас ќе ја завршам работата. Ќе го нема тој тач, нели како басистички или било кој инструменталист да влезе, ќе го отсвирам истото, но ќе го нема тој тон, ќе го нема тој бас тач, ќе го нема тој сакс тач. Така да сега во последно време така душичката ми зажеле да се вратам на клубска свирка. Правам сега еден проект исто Fat Geisha се вика. Воглавно ќе тропам на тапани и другите инструменти ќе видат на лупер. Повеќе проекти се надевам дека ќе ги остварам година. Возможно е човек да биде толку креативен и експериментален тука и да живее тоа. Доколку се занимаваш со алтернативна музика и работиш турнеи по сквотови, по кафани, по кафичи и настрана во Полска, во Швајцарија, не е возможно, затоа ги прекинав тие мои турнеи. Малку се фокусираше вака на театар, на филм. Возможно е. Јас сум тој човек што од мали години сум си викал дека нема да работам на лента во фабрика. Дека ќе живеам Така, јас од само би ти за. посакал што повеќе проекти платени во театар и филм, за да можеш да си дозволиш и луксусот и да направиш некои помали проекти за
И студиото да си го средам, и тоа е многу скапо, знаеш. Секое парче е по 600 евро, сега минимум. Да можеш да си дозволиш себе си да работиш нешто вон театарот и филмот. И тука сме за твојот нов проект. Фала ти многу што. Фала ти тебе, ушеднаш. Фала ти многу. На 10-то место Никеа со песната X плюс Z плюс Y. Твојата љубов е дива, а ти си толку мила. Јас сум само аутсайдер, вистински љубовник, аматер. На 9-то место се Fiction со песната Булевар. На 8-то место е за Санела со песната Те имам само тебе. Не би сакала да зборат ништо за нас. Љубовта ја чувам како знам ја сама. Јас сум супер кога в душо ти си среќен. Тогаш среќна сум и јас, биди покрај мене. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. На 7-то место е Гурки со песната Љубовен трамвај. Еден допир е сосем доволен, да знам ништо минуваш. Сите зборови ќе се залудни, ако поглед. Шестото место се Конспираси со песната Прогонува. Фрлен во тебе поглед, далеку повикува некое чувство, облак од мисли опива ум, засенето него. Коптеш душа јаде. На 5-то место е Ата со песната Тумба Дивина. Оној што параш, том бара ке најде. Оној што параш, том бара ке најде. Од што ке најде, ке очајува. Од што ке најде, ке очајува. На 4-то место е Коска со песната Дено. На третата позиција за оваа недела е Пепел со песната 4 погони. Не сакам да знам как ќе дојде крај. Дали се
На второто место оваа недела Елф со песната Веруваш или не. Дали сум човек сам духовно искуство или сум душа во тело, а искуство е она кое веќе ти е неважно. Мораш да отфрлиш се од себе, за да можеш се да добиеш. Поседуваш само она кое веќе ти е неважно. Како предлог за оваа недела се My Tear со песната Сонцето грее само над облаците. Кога тивки ми се мислите, не го гледам градот. Кога тивки не се мислите, нема никој на площадот. Сонцето грее само над облаците.
Некој ден е петок, јас сум ваш масон, а петок живо пиле нема в град, стегнета па Джонсон. Бидејќи цел град е кај мене дома, јас правам жур, бум, ева бурум, забава луга до максимум. Ако дојдеме, многу сме, дали ке не собере? Беби, ако е тесно, ке се стиснеме, ке се пушнеме, нема проблем. Знај ке дојдеме, но сакаме цели да се вратиме. Преку ден, ео, цела ноќ, ео, луѓе чам, джез, забава до безвез. Преку ден, ео, цела ноќ, ео, луѓе чам, джез, забава до безвез. Invazija od raja, koli bijenje na toni gore, nebo dole pomazen i glasen ritam zarazen. Разголени облини во прозирни танга бикини, нозе ко грисини во доминџо с кратко мини. Многу гужва е, моравме да се растомотиме. Нема, гајле, апсолутно ве подржуваме. На првото место оваа недела Јован со песната Наопаку и терсење. Понека тешко станувам и баш налева стапнувам, погрешка паста готувам, забеја традарам и одма врв се скинувам, за куќ стан пребарувам, у лифтја се заглавувам, забеја традарам, што не е во ред, дали јас или луде цел свет, се чини дека денов е. Наопаку и терсење, наопаку и терсење, наопаку и терсење, се чини дека денов е. Наопаку и терсење, на црвено претрчувам, предност петка пропуштам и мајка шајка спомнувам, забеја